Добро вечер. Добро вечер. 60 минути со Сонја Исмаил. Секој понеделник од 21 до 22 часот на канал 103. Илјада светла на твој прозорец, илјада помисли, дојди потроши со нас. Дело себе, дело твојот оган, дојди биди. Добро вечер, почитувани слушатели. Вие сте на единствената слободна фреквенција во македонскиот етер, канал 103. Јас сум Сонја Исмаил, ова се моите 60 минути кои што редовно ги емитувам секој понеделник од 21 до 22 часот. Вечерва на моје големо задоволство со мене тука е Маријан Бојаджиев или Мајо Вокс, на постарите или поискусните слушатели на ова радио име, верувам, добро познат. Причината за неговото денешно гостување е новиот бенд или кој што се вика Визвокс или вокално-инструментален состав Вокс. Маријан, добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, добро вечер. Баш се радувам што ете сте се собрале една фина дружина со сериозен багаж зад себе. Тоа го напишав и во најавата за вечерашната емисија. Еден нов бенд кој што сакал или не носи 30 години багаж во создавање на автентичен македонски рок-н-рол. Тоа го велам од причина што вие, значи Мајо Вокс, Гино, Перо, Джоле и Рубин Кантер имате свој багаж од некои од највлијателните бендови на македонската современа и независна музичка сцена, како Архангел, Гино и Перо беа дел од Архангел, учествува во создавањето на сите албуми на овој бенд. Гино Дегаги, Рубин беше вокалист и лидер на Дон Хуан. Како изгледа тоа да се соберат луѓе кои што и претходно нешто работеле заедно и да со желба и со идеја да создадат нешто ново и нешто и поинакво од она кое што сте го правеле порано? Па добро, ние најголемиот дел сушто заедно бевме во Гино Дегаги, нивните страсти. Дали некои почетоци бе 83-те, кога ја уште као сам настапав као Мајо Вокс со клавиатури. Перо имаше тогаш некој бенд DDT, Мизар почнуваа тогаш, значи збореме за рок фест во Охрид. Следната година веќе се приклучија Дуле, Сонја, Перо и имавме онаа година кога Гино Дегаги свиреше, да речеме, доста интензивно. И сега збориме сепак за времења кога беше тешко да се направи нешто Скопје, немаше продукција, тешко беше да се влезе во студио на Радио Скопје, беше скоро невозможно. Ние фактички 85-та заминувавме за војска, сите пари ги вложивме во оние 4-5 снимки од Гино Дегаги што ги снимавме во студиото на Тоше, кој кога отидовме кај него рече добро, супер, дојдете во септември ќе биде студиото готово. Викаме, ние одиме за 10 дена, тоа е тоа. Одиме во војска. И отпакувавме опремата и онда кај него во дневна соба едно 7-8 дена снимавме и заминавте стрикно во војска. Заминавме во војска, да. После тоа де факто кога се вративме, нешто малку пробувавме да направиме, меѓутоа сите почнавме со факултети посериозно и де факто не знам, Гино Дегаги никогаш не се собра веќе заедно. Ице го напушти Мизар, па продолжи со Архангел, каде што беше основач заедно со Гино и Бог го прости Дијан Аргировски Ушко, кој што исто во еден период беше дел од Гино Дегаги.
се разбира, после се приклучи Перо и они заедно направија оно што е сепак музичка историја во Македонија, веројатно највлијателен бенд. А ова наше враќање е многу интересно, бидејќи најголем дел од песните всушност настана во тој период. Ние кажуваме само една песна е компонирана во 21 век, сите се од оној период и најдовме едно старо куферче кај што ги имаме запишано сите текстови, ноти како деле од оној период. И драго ми е што успевме да ги завршиме. Ќе ми беше лично криво ако останеа незавршени, нереализирани, сепак е дел од една приказна и враќање на некој звук што во она време беше доминантен, да речеме. Албумот се вика песни што секогаш што сакале да ги слушнете. Непретенциозно овака. Да, сосема непретенциозно. Се сетив на оној познат филм на Вуди Ален, се што секогаш што сакале да знаете за сексот, а не сте имале храброст да прашате. Значи името на албумот на Вис Вокс е песни што секогаш сте сакале да ги слушнете, а не сте имале каде, или songs you've always wanted to hear but you couldn't find. Да, интересно е тоа да се каже дека сите песни се испеани на англиски и на македонски. Тоа е баш фино. Македонските бендови или артисти, музичари многу често прибегнуваат кон формулата пеема на англиски, полесно ќе се го најдеме патот. Јас не се согласувам со таа теза. Мислам дека јазикот ни е и така убав и податлив за создавање музика и убав за пеење во најмала река. Добро, македонски е нашиот јазик. Тие оригинално се напишани на македонски и де факто песните се всушност завршени сега. 90% конструите на текстовите беа таму направени во 80-тите, меѓутоа реално ги завршивме сега и добија нова димензија. Си добива тие некои завршни строфи што ја кажуваат целата приказна, да биде мислен, како например како изгледа вечноста, што има многу убава приказна сега, која што сосема различна од тогаш кога беше напишана. Во една фаза помисливме дека интересно може да се припеат на англиски и мислам дека тоа па е даде една вака друга димензија, бидејќи човек ако ги слушне двете верзии што го познава, се разбира македонски јазик, има можеби поцелосна слика. А можеби главниот мотив беше што, да речеме, има на YouTube од време на време се појавува некој фан на Азра и вика некој од Полска и вика супер, ова дали некој може да ми преведе што всушност кажуваат тие. Така да мислам дека дававме на меѓународна вака, ако некој што ја знам случајно ги најде тие песни, меѓутоа суштината е сепак дека се тие песни на македонски јазик и тоа е тие така треба да звучат. Убаво, предлагам да чуеме една песна од Гино Дегаги и една песна од Дон Хуан. Ги слушнавме за Вовет Архангел со Илјада светла од нивниот втор албум. Може? Апсолутно.
Pipita